Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Председателот Иванов денеска се обрати и положи цвеќе во меморијалниот центар во Пелинце по повод чествувањето на 113 години од почетокот на Илинденското востание и 72 години од првото заседание на АСНОМ. Освен председателот, бројни делегации од собранието, владата, Сојузот на борците, општините од овој регион, како и дипломатскиот кор, граѓани и организации положија цвеќе по повод националниот празник Илинден. После долго време и исцрпувачки преговори постигнате договор за надминување на политичката криза. Со помош на меѓународните посредници, лидерите на политичките партии се договорија за предвремени парламентарни избори. Го поздравувам овој договор што македонските граѓани го дочекаа со оддишка, порача македонскиот председател Ѓорѓе Иванов во говорот по повод националниот празник Илинден денеска на Пелинца. Но сега, рече Иванов, доаѓа потешкиот дел, тоа е да се исполни договореното и да се одржи дадениот збор. Токму сега е време за воздржаност и одговорност, од што зависи не само разврската на кризата, туку и иднината на Македонија, истакна македонскиот председател. Како што за иднина ни треба единство, така за единство ни е потребно помирување, рече Иванов и додаде оти до помирување можеме да дојдеме само со жртва. Тој порача дека мора да се стави крај на спиралата на поделби. Денес, на ден Илинден, во името на нашите херои од минатото, но и од нашите деца кои се херои на иднината, ве повикувам да ги жртвуваме личните заради општите интереси, теснопартиските заради државните интереси, да изградиме култура на диалог и компромис, но и чувство за единство околу државните интереси. Ве повикувам диалогот да го водиме во демократските институции, а не во странските амбасади. Подршката да ја бараме од граѓаните, а не од меѓународните фактори. Од Пелинце Иванов упати повик до партиите, цивилното општество, медиумите и меѓународната заедница. Ги повикувам политичките партии да се воздржат од непризнавање на волјата на граѓаните, тогаш кога ќе изгубат избори, но и од игнорирање на неистомислениците, тогаш кога ќе ги добијат на избори, рече македонскиот председател. Со цел враќање на политичката стабилност во земјата, Иванов ги повика цивилното општество и интелектуалците да се воздржат од цинизам и демонизирање на оние со кои не се согласуваат, а новинарите да бидат чувари на вистината и совест во општеството, а не да шират паника, страф и сензационализам. Иванов упати порака и до меѓународната заедница и ги повика нашите европски и евроатлански партнери да не ги користат последиците од блокадите како причина за нови блокади. Како што блокираната европска и евроатланска иднина придонесе да се блокираат политичките процеси во Македонија, така деблокадата на интеграциите ќе ја врати стабилноста. Само со заземање на заслуженото место во НАТО и почетокот на преговорите за членство во Европската Унија, додаде Иванов, македонските политички елити ќе ја научат културата на диалог и компромис. По повод големиот национален и христијански празник Илинден, градоначалниците на општините Старо Нагоричане, Куманово и Крива Паланка упатија честитка до сите граѓани на Република Македонија. На одбележувањето на 2 август во меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце присутни беа и представници на политички партии кои упатија порака за единство и сплотеност. На денот на одбележувањето на 4 век од независноста на Република Македонија и 7 децении од АСНОМ во меморијалниот центар во Пелинце, свежо цвеќе положи и градоначалници од Североистокот како и представници од политичките партии. Овој ден е најзначајниот во македонската историја, нека е честити за многу години, порачаа тие. Од името на општината, ја користам приликава на сите денеска кои се присутни, сите граѓани на Република Македонија кои се наоѓаат во меморијален центар. Аз сум да им го честитам 2 август и исто така би сакал да ги поздравам сите граѓани на Република Македонија. Ево како што гледате секоја година ние сме како некои незванични домаќини. Ова за мене, а и за сите македонци мислам да е големиот македонски празник, двата Илиндена 944 година. Тука се ставени темелите на нашата самобитност, нашата држава, нашиот идентитет. И затоа секоја година сум тука. Драго ми е што сум дел од оваа манифестација. Посакувам се најдобро на Македонија. Би сакал да посакам многу радост, здравје и среќа во нивните семејства. Еве како што е традицијата секоја година доаѓаме на ова место да одадеме почит на
денот да дадеме почет на она што се случило тука за 2 август 1943 година, на 2 август 1903 година и во една убава атмосфера да го прославиме овој ден. Претеникот во Собранието на Република Македонија од редовите на владеачката партија Зоран Ѓорѓиевски упати порака за мир, соживот и љубов. Председателот пак на Демократската партија на србите во Македонија истакна дека 2 август е најголемиот празник за македонскиот народ, а воедно упати честитка за мир и соживот и што подобра иднина. Тука сум во склоп на пратеничката група која треба да положи цвеќе овдека во Меморијалниот центар Пелинце. Пораката е соживот, мир, љубов, бидејќи животот е таков да во овие времиња на турбуленции само таквите пораки и таквото однесување на македонскиот народ може да го водат во подобро утре. Па секако е во редот од најголемите празници на македонската држава и на македонскиот народ, значи двата Илиндена. Во тој аспект на граѓаните им посакувам среќен, успешен празник, а на сите нас е што подобра иднина. Република Македонија годинава ги одбележува двата историски Илиндена, 113 години од почетокот на Илинденското востание и 72 години од првото заседание на АСНОМ. По повод двата историски Илиндена, утрово во Крива Паланка беше положено свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци пред општинската зграда. Со едноминутно молчење и свежо цвеќе се одава почит кон минатите генерации кои се заложиле за нашата денешна слобода и државност, порачаа присутните. Делегација од општина Крива Паланка на чело со градоначалникот Алексовски, претеничката во Македонското собрание Митовска, партиски делегации и представници од Сојузот на борци, Сојузот на резервни старешини и Сдруженијето на пенсионери положија свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци и со едноминутен молк ги одбележаа двата историски Илиндена. Ова е символичен начин да се одаде почит и да се покаже благодарност кон минатите генерации, кои несебично се вложиле за слободата на својата татковина и за државноста на Македонија. Овој ден го одбележуваме свака година. Национален празник 1903 година и 1944 година се мисли кога се удрени темелите на нашата држава, кога е одржано првото заседание на АСНОМ во Свети Прохор Пчински Пелинци. Тогаш се ставени темелите на нашата држава на формираното Народно собрание во состав на Југославија. Ние го одбележуваме секоја година овој ден со полагање свежо цвеќе, jer свативме дека само на тој начин на минатите генерации може да ни се одолжиме. Традиционално, секоја година на овој датум се одбележува големиот ден. Градоначалникот Алексовски и претеничката Митовска ќе го посетат и празничниот народен собор во село Трново. Одбележувањето на денешниот празник го започнавме со положување на цвеќе пред споменикот тука пред општината во Крива Паланка. Потоа ќе продолжиме во Пелинце и ќе направиме повраќањето од Пелинце, ќе направиме посета на село Трново, каде што денеска се празнува овој ден и има собор во село Трново. И по повод денешниот празник Илинден би сакала да на сите граѓани да им го честитам овој голем празник и на сите оние кои што го носат името на светецот Илија и кои што празнуваат, кои што имаат свои домашни слави или пак селски слави, да имаат убав ден и нека е за многу години празникот. Денеска, како и секоја година, положивме цвеќе на паднатите борци тука пред општинската зграда. Денеска, како што е традицијата, ќе посетиме и Пелинце. Од тука потоа ќе идеме и на соборот во село Трново. Така да денешниот ден, како празничен ден, ќе ги посетиме сите оние места и настани каде што се собираат луѓето, каде што се одбележуваат дали верски или државни празници. Во рамки на народните собори во село Трново и во село Петралица, општинската организација Црвен крст традиционално организира добротворни крводарителски акции. Граѓани од сите градови во државата беа присутни во Меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце по повод одбележување на двата Илиндена. Го искористија, како што велат, убавото време за да го посетат ова значајно место, но и да се одморат и да уживаат во убавините кои ги нуди ова место.
Одбележувањето на големиот национален и христијански празник Илинден на едно место во Пелинце ги собра сите граѓани. Не само од околината на Кумановск. Голем број граѓани од градовите ширум земјава овој значаен ден се одлучија да го поминат токму во меморијалниот центар Асном. Па за државата Асном музеј од 42 ми се чини да е. И така за македонскиот народ важно. Само ние треба да поштуваме овде, да не може да пројдеме од народ. Али народот пола се плаши, пола не доваѓа. Како ви се допаѓа овде? Мене супер, ја овде живеам. Јас сум тука доле, малку и овде мене ме одушевува, тука сум направил, иначе од Скопје сум јас. Овој празник за нас, Македонија и македонскиот народ, е од големо значење. Значи се обележува еден свечен ден од Асном, од значи прогласена прва република на Македонија. И важно е за Македонија и за македонскиот народ, многу важен е. Радост ми е што сум дошол на ова место да се одбележи овој ден и да пречекаме нашите великани, да се сретнеме на ова место, да се одбележи овој празник за нашите предци кои се бореле за овој ден. Убаво, еве дојдемо да видиме овдека, да се прошетамо, да видиме како е, што е. Убаво е, сваку годину доваѓамо. Како сте задоволни? Еве Супер, да, повеќе народ, супер, задоволни сме. Секогаш што доаѓате овде во Пелинце? Па еднош Крушево, еднош овде. Секоја година. Какво значење е празникот за нас денес? Па поголем празник нема да има. Тоа е од све историјата таа. Ние доваѓаме од Штип, еве да го прославиме заедно овој свечен ден за Македонија. Мислам и за македонскиот народ. Битно е да го прославиме празникот, овој ден свечен за Македонија, мислам. Се нашите дедовци, татковци оставиле аманет, сега ние треба да ја продолжиме, нели? Тоа е најважното. За Македонија прво стане на Асном. Прохоп Шиски, па е пренесено тука, да Србите не ни дава таму, тука го пренесо собата, со тие комплет што се биле на прво стане, тука е. 2 Илиндена, трета и 45-та, кој беше таму? 45-та. Славаме ги на овој ден. Секогаш доаѓате или прв пат сте тука? Па до сега, ово ми е 4-ти пат. Затоа што одише Македонија, по некој распоред идеме тука, затоа што е близко, поблиско на место Крушево. Благодариме, честит празник на сите вас за многу години, значи по повод Илинден. Празникот е значи и верски и државен. Нека не биде среќен за многу години, значи ние доаѓаме од Крива Паланка, не прв пат, него 4-5 години, значи нон-стоп доаѓаме. Убаво е чувството, се дружиме, значи многу е убаво. Како ви се допаѓа тука секоја година се повеќе народ? Пријатно е, добро е, значи убаво е. Го посетуваме меморијалниот центар, значи тука се дружиме, ја следиме програмата, убаво е. Во Пелинце на одбележувањето на двата Илиндена своје обраќање имаше председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а беа присутни и делегација на армијата на Република Македонија, делегација од владата и собранието, представници на политички партии, градоначалници и издруженија. Во тек е изградбата на кружниот тек во дворот на Кривопланичката болница професор академик Димитар Арсов, кој ќе возможи олеснет сообраќај до новото оделение за итна медицинска помош, кое се очекува наскоро да биде пуштено во употреба. Претходно беше извршена замена на стариот асфалт на пристапниот дел околу болницата. Пуштањето во употреба на новите простории на итната медицинска помош во јавната здравствена установа професор академик Димитар Арсов во Крива Паланка ќе се изврши во најскоро време, веднаш по целосното опремување со мебел и останата опрема, информираат од Министерството за здравство на Република Македонија. Реконструкцијата на објектот е завршена, а опфати адаптирање и комплетно реновирање на сутеренскиот
новиот простор за потребите на итната медицинска помош. Нова термофасада, фасадна столарија и комплетно нов покрив на објектот. Реновирање на санитарните јазли, изведба на настрешница и слично. Просторот на итната медицинска помош со површина од околу 500 метри квадратни ќе биде опремен со мебел и опрема за дневна болница, амбуланти, приемен пулт со чекална, санитарии, гардероби и други помошни простории за медицинскиот и друг персонал. Вкупната инвестиција во градишниот дел изнесува 340.000 евра, додека за мебелот и опремата изнесува околу 30.000 евра. Граѓаните на Крива Паланка задоволни од заложбите на Министерството за здравство за подобрување на здравствените услуги. Како ви се допаѓа тоа како граѓанин? Сите сме Видите, јас све што се изгради ја реков. За мене е све добро. А не само за мене, за сите граѓани. Све е убаво. Тоа е убаво. Зашто да не? Тоа е за мене мислам дека е добро. И треба што повеќе објекти такви да има. А и све ќе изгради, се е добро. А во време сега ќе изгради, дали ќе биде патека, дали ќе биде мост, дали ќе биде, се е добро да се гради. Тоа е ипак за нашата иднина, за младите. Нормално дека добро дека све што се направува, треба малку и за овој народ зависи. Тоа е добро. Дали ќе значи подобро здравство? Па подобро здравство, да. И тој добро е да се направи, да се среди све. А што се гради супер е. За болница е добро, но да има и уште апарати фалат. Тоа многу убаво што се ќе се гради, но ни фалат доктори, специјалисти, лекари немаме. Тоа е најбитно што ни е потребно, што немаме во Крива Паланка. Обновата на Кривопаланичкиот здравствен дом, изграден пред 5 децении, се реализира како дел од проектот на Министерството за здравство за реконструкција на јавните здравствени установи во земјава, кој почна во 2010 година. Пред неколку месеци со финансиска поддршка од локалната самоуправа на општина Крива Паланка се изврши замена на стариот асфалт на пристапниот дел околу болницата, а периодов со средства од буџетот на болницата се работи на изградба на кружен тек кој ќе овозможи полесен пристап до новото оделение на итната медицинска помош. Како што најави градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, по изминати долги 4 години, новоизградениот спортско-рекреативен комплекс со отворен и затворен базен синоќа свечено беше пуштен во употреба. Во амбиент на сино-жолти балони со пресекување на црвената лента, градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски официјално ги пушти во употреба отворениот и затворениот градски базен. Инвестицијата на општина Куманово е вредна 200 милиони денари. Комплексот, освен што ќе го користат граѓаните за рекреација, ќе може да го користат и спортските клубови за тренинг, ватерполо, пливање, а училиштата за развој на спортот. Мислам дека ќе даде поттик на младите во спортување, повеќе наменски базен за повеќе видови на пливачки спортови, пливање, ватерполо, уметничко пливање, рекреација, училишен спорт ќе биде многу застапен и така натаму рекреативниот базен ќе биде наметен за граѓаните за секојдневни летни периоди за рекреација. Ова е нешто што го направиме во период од 4 години. Инвестиција беше околу 200 милиони денари, комплетно со отворен, затворен и комерцијалниот дел. Се надевам ќе служи на граѓаните многу години, ќе го чуваме и ќе го одржуваме. Тој додаде дека ќе се чека на одлука на Советот на општината за начинот за стопанисување со комерцијалниот дел преку јавно-приватно партнерство или концесионерство. Секој од базените има капацитет за прием на околу 200 гости. На затворениот базен има трибини со капацитет за приближно 500 гледачи. Предвидено е партерно и хортикултурно уредување со мал парк пред комплексот базени со фонтани. Цената на билетите за затворениот базен е 150 денари, за деца до 7 години бесплатно, а до 14 години 75 денари. Целодневна карта за затворениот базен е 200 денари. Кумановци се задоволни што конечно во градот се изгради затворен базен, бидејќи досега ги посетуваа базените во Скопје. Морам да бидам искрен дека првите печатоци се навистина извонредни. Ова е нешто што град Куманово го чека, да не кажем со години, меѓутоа со децении сигурно. И еден ваков објект кој навистина импонира со својот изглед, со самиот објект сметам дека ќе овозможи да
за развивање на една нова грана во спортот, односно мислам дека овдека може да очекуваме идни пливачки звезди од Куманово. Многу убав, фино направено, значи Куманово врт заслужува да има ваков базен. А ќе видиме поратово, сега мислим младите ќе доваѓаат, тие постарите и така ќе додиме. Не е убаво. Убаво, значи после долго време нешто Куманово убаво да се случи. Па ние сме многу среќни зашто се отвори овој базен, зашто ќе одиме само на овој базен и многу убав и многу голем. Мене овој базен многу ми се допаѓа, затоа што не знам, некако е посебен. Ова представува преголем успех за нашиот град, бидејќи досега никој не успел нешто вакво да направи. Бидејќи ние со моите другари често одевме на некои помали базени кои не се доволни големи за нашиот град, па така да пресретни сме сите што се отвори и надворешен и внатрешен Кумановски градски базен. На отварањето на комплексот присуствуваше лидерот на СДСМ Зоран Заев со членови на потесното раководство на партијата. Во продолжение на дневникот уште една информација за две исчезнати лица од Куманово. Во неделата во полициската станица во Куманово од страна на ВК било пријавено дека во саботата од домот во непознат правец се оддалечил неговиот чичко 54 годишниот НК. Исто така во оваа станица за исчезната била пријавена и 20 годишната АШ, која во саботата во непознат правец се оддалечила од својот дом. Продолжуваме со останатите информации. Председателот Иванов во своето обраќање од Меморијалниот центар во Пелинце истакна и за високиот ризик од заканата од странски терористички борци. Многумина не очекуваат територијално мала држава како Македонија да биде толку отпорна и цврста пред заканите од илегалната миграција. Сепак успешно се соочивме со првиот миграцијски бран. Покажавме дека имаме армија и полиција што може да ја чуваат границата. Порача македонскиот председател Ѓорѓе Иванов во својот говор на прославата во Пелинце по повод националниот празник Илинден. Република Македонија, рече председателот Иванов, проактивно се справува со мигрантската и бегалската криза наместо реактивно. Излегуваме на крај и со безбедностите закани и насилен екстремизам и тероризам. Спречивме масакри и крвопролевања какви што гледаме насекаде во светот. Затоа, повторно, сакам да изразам голема благодарност на нашите безбедносни сили и служби за нивниот професионализам и посветеност. Тие деноноќно ја чуваат нашата безбедност и безбедноста на нашите деца. Иванов предупреди дека вториот миграцијски бран е на повидок и дека регионалните кризи и конфликти на Блискиот Исток и Северна Африка ги зголемија ризиците за загрозување на безбедноста на Република Македонија. Се уште постои висок ризик од заканата од странски терористички борци, посочи тој. Македонскиот председател истакна дека првиот мигрантски бран ги родираше европските институции. Јазот меѓу заедничките цели на Европската Унија и посебните интереси на државите членки е се поголем. Со Брекзит, наместо да се обединува и проширува, Унијата полека почна да се фрагментира и намалува. Во вакви услови, многу нешта не зависат од нас. Геополитичките игри, економските кризи, големите миграцијски бранови, тековите на геопрофитот, транснационалните ризици и закани од организиран криминал и тероризам се само дел од глобалните процеси што влијаат и врз нас. Тој посочи дека речиси секојдневните терористички напади во Европа и светот се новата реалност. Како држава ние мора да се навикнеме да живееме и да функционираме во таква реалност. Во вакви сложени услови, повеќе од кога било порано, сите ние мора да бидеме сплотени и единствени, но дали сме, истакна во обраќањето председателот Иванов. Изминатите 25 години, како што додаде, се покаже дека ние како нација најмногу го сакаме она што го немаме и затоа го запоставуваме она што го имаме, а тоа е државата. Потребен е процес на национално помирување, жртвување на личните заради државните интереси. Потребно е да се сплотиме за еднината на нашите деца. Се дел од пораките кои ги упати председателот на Република Македонија. Иванов упати пораки до политичките партии, меѓународната заедница, цивилното општество и медиумите, воедно ги изнесе ставовите околу мигрантската и бегалската криза како еден од најголемите предизвици со кои се соочува Македонија во незината 25-та година од независноста. Денес, на ден Илинден,
во името на нашите херои од минатото, но и од нашите деца кои се херои на иднината. Ве повикувам да ги жртвуваме личните заради општите интереси, теснопартиските заради државните интереси, да изградиме култура на диалог и компромис, но и чувство за единство околу државните интереси. Ве повикувам диалогот да го водиме во демократските институции, а не во странските амбасади. Иванов го поздрави политичкиот договор, посочувајќи дека сега доаѓа по тешкиот дел, а тоа е потребата од негово исполнување. Токму сега е време за воздржаност и одговорност, од што зависи не само разврската на кризата, туку и иднината на Македонија, истакна македонскиот председател. За таа цел, Иванов ги повика политичките партии да се воздржат од непризнавање на волјата на граѓаните, тогаш кога ќе изгубат избори, но и од игнорирање на неистомислениците, тогаш кога ќе добијат избори. Од Пелинце, македонскиот председател повика да се стави крај на поделбите, бидејќи кога сме поделени, ние сме поробени, и повика на помирување и сплотеност, за да ја зачуваме слободата и државноста, независноста и сувереноста на Република Македонија. Шумскиот пожар во близина на градот Лимни во северниот дел на грчкиот остров Евија е ставен под контрола. Кандидатот на Републиканската партија за претседателските избори во САД, Доналд Трамп, изјави дека доколку САД се обидат со сила да ја го вратат Крим на Украина, тоа може да доведе до избувнување на Трета светска војна. Руската војска соопшти дека е спречен обид на околу 5000 екстремисти да покренат офанзива југозападно од Алепо. Во операцијата се убиени над 800 екстремисти. Свето денеска. Шумскиот пожар во близина на градот Лимни во северниот дел на грчкиот остров Евија е ставен под контрола, соопшти доцна синоќа против пожарната служба. Пожарот почна да гори во саботата попладне и во неделата беше ставен под контрола, но потоа повторно се разгоре поради силните ветрови и непристапниот терен. Локалните власти соопштија дека пожарот уништил илјадници хектари шума, нанесувајќи непроценлива штета на животната средина, но досега нема оштетени домови или загрозени животи. Кандидатот на Републиканската партија за претседателските избори во САД, Доналд Трамп, изјави дека доколку САД се обидат со сила да ја го вратат Крим на Украина, тоа може да доведе до избувнување на Трета светска војна. Тој ова го изјави на средба со негови симпатизери во градот Колумбус во Охајо, пишува весникот Политико. Милиардерот со ова реагираше на претпоставките на некои медиуми по неговото интервју за телевизијата ABC, дека тој не е во текст со настаните во Украина, односно изразија сомневање дали Трамп знае дека Крим влегува во составот на Русија. Во интервјуто за ABC Трамп изјави дека народот на Крим направил избор во корист на Русија и оти САД тоа треба да го имат предвид. На прашањето дали е подготвен да ја го признае Крим за дел од Руската Федерација, Трамп одговори: "Ќе разгледаме таа можност." Руската војска соопшти дека е спречен обид на околу 5000 екстремисти да покренат офензива југозападно од Алепо со цел пробивање на опсадата на тој сириски град и оти во операцијата се убиени над 800 екстремисти. Началникот на главниот операцијски одел на генерал-штабот на руската војска, Сергеј Руцкој, изјави дека тоа се случило во неделата и оти бунтовниците загубиле 14 тенкови, 10 други оклопни возила и 60 возила опремени со оружје. Според него офанзивата е покрената под раководство на групата Џабат ал-Нусра. Тој додаде дека изминатата недела над 250 лица загинале, 900 се ранети во 4 терористички напади во околината на Алепо. Сирискиот центар за мониторинг на човековите права во меѓувреме соопшти дека најмалку 28 цивили, меѓу кои 6 деца загинале во ракетен напад на сириските бунтовнички групи врз Алепо во изминатите 24 часа. Младинската ракометна репрезентација на Македонија го доживеа третиот пораз на Европското првенство и ќе се бори за пласман од 9-то до 16-тото место. Трет пораз и крај на сите надежи за пласман во главната фаза на Европското првенство во Данска за македонските младици. Во третиот направо групата Ц, Македонија загуби од Холандија со 33-30 и како последно пласирана во групата ќе разигрува за пласман од 9-то до 16-тото место на шампионатот. Како и на претходните два напревори против Норвешка и против Данска, црвено-жолтите играа бавно и неефикасно во нападот и премногу лабаво во одбраната.
Избраниците на селекторот Алесандар Јович и на овој меч тешко доаѓа до реализација, а уште потешко успева да се одбранат на брзите напади на противникот, па холандјаните го решија првиот дел со 17-11. Стартот на второто полувреме донесе за нијанса поагресивна игра во нападот на македонските ракометари, во која одговорноста ја презеде левиот бек Марко Неловски, но и тоа се покажа како недоволно за пресврт. Марко Неловски со 8 погодоци, од кои 6 во вториот дел, беше најефикасен играч по македонскиот состав и го понесе признанието најдобар играч на мечот. Како последно пласирана во групата С, македонската селекција денеска ќе игра против селекцијата на Шведска, последно пласирана во групата Д, а во среда е дуелот со селекцијата на Унгарија, која заврши на предпоследното место. Аргентинската фудбалска федерација за нов селектор го постави Едгардо Бауза. Во продолжение и вестите од меѓународен спорт. Едгардо Бауза е изборот за нов селектор на Аргентина, откако тренерот на Сао Пауло официјално беше именуван за наследник на Тата Мартино на чело на гаучосите. Иако претходно беше најавувани и позвучни имиња Симеоне, Покетино и Сампаоли, тројцата ја одбие понудата поради обврските кон своите клубови, пошто челниците на аргентинскиот фудбал се свртеа кон планот Б, разговара со неколку стратези кои работеа на јужноамериканското тло и го избра Бауза пред финалистите Мигел Русо и Рамон Диас. Бауза има 58 години, доаѓа на чело на гаучосите од клупата на бразилскиот клуб Сао Пауло. Станува збор за искусен тренер кој во кариерата има освоено 2 трофеи во Копа Либертадорес со Квито во 2008 година и со Сан Лоренцо во 2014 година. Новиот селектор ќе дебитира на клупата на Аргентина на 1 септември на дуелот со Уругвај, а 5 дена подоцна гаучосите ќе се сретнат со Венецуела, 2 средби во рамките од квалификациите за светското првенство во Русија. Себастијан Фетел ја имаше честа прв да ги тестира новите пневматици на Пирели, кои снабдувачот на гуми за тимовите во Формула 1 ќе им ги стави на располагање од наредната година. Откако ја обнови соработката со најбрзиот циркус во светот, италијанскиот производител на гуми обеледени дека од наредната сезона пневматиците ќе бидат пошироки со обновена аеродинамика, кои ќе бидат поагресивни, односно побрзо ќе се трошат. Фетел ги истестира медиум и компонентата за влажна патека на Фиорано, патеката која Ферари стандардно ја користи за тест возења. Возачот на Хас Естебан Гутиерес ќе му се приклучи на Ферари во вторник, а в среда тоа ќе биде Себастијан Буеми. Ферари, Ред Бул и Мерцедес се тимовите кои се ставија на располагање за тестирање на новите пневматици. Еден од најдобрите фудбалери на Полска на претходниот шампионат, Аркадуиш Милик, и официјално потпиша договор со Наполи и од Амстердам се сели во Неапол. Досегашниот нападјач на Ајакс во следните 5 сезони ќе биде наполитанец, а во предстојната сезона ќе го носи дресот со број 99. Милик вечерва го има и своето прво представување пред публиката во Неапол и тоа на 90 годишнината од постојањето на клубот. Наполи прв пријателски напревар со францускиот прволигаш. Не сум Игуин, но верувам дека ќе постигна многу голови за Наполи и дресот ќе го носам со многу страст, изјави Аркадуиш Милик при презентацијата во новиот клуб. Финансиските детали за трансферот на Милик за сега не се соопштуваат. Времето во Македонија сончево со умерена облачност. Во пладневните и попладневните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со поројан дожд, грмежи и засилен ветер.
Тоа беше се што подготвивме. Останете со К3 телевизија, имате пријатно празнично попладне.